Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. 15 сендвичарници, бурекджилници и продавници за храна во Скопје и уште 8 градови низ државата добија забрана за работа. Агенцијата за храна и ветеринарство откри небезбедна храна, лоши хигиенски услови, нерегистрирани објекти и пропусти кои директно го загрозуваат здравјето на учениците. Дали оваа акција е доволно за да се спречат поголеми последици? А прашањето, меѓу другото, до сите вас е зошто воопшто и се дозволило да дојде до оваа точка. Почнуваме со црвена линија, што значи денес токму на оваа тема ќе зборуваме со вас, драги мои. За учество во црвена линија ве потсетувам, доволно е да се заврти нашиот добро познат број 02-307-0005 и верувам дека голем број од оние кои што можеби досега никогаш не се вклучиле во контактна емисија ќе се вклучат токму во ова денешно издание на црвена линија. Секако сакаме секојдневно да бидете вклучени во анкетите кои што ги објавува во текот на денот на Инстаграм црвена линија. А како до нив? Доволно е да го заследите нашиот профил на Инстаграм црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. Потоа веднаш да кликнете на Инстаграм стори, а таму црвена линија ве прашува: дали треба да има посебни критериуми за објектите околу училиштата? Да или не? Тоа се две опции за одговор. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, а ние секако во текот на целиот ден, вклучувајќи го и денешното издание на црвена линија, ќе ги сумираме резултатите, пресметаме во проценти и објавиме некаде конкретно во денешно издание. Но секако црвена линија креирате вие и токму од вас и како родители и се разбира и како граѓани сакаме да го слушнеме одговорот. Еве, дали треба да се случи труење на ученици за да се превземат сериозни мерки? Според вас и зошто се чекало да се дојде до една ваква ситуација? Верувам дека секој од вас има одговор на нашите прашања и секако ќе даде свој став и мислење. Но нема да изоставам да ве потсетам секако да бидете активни и на Facebook. Тоа значи да го заследите профилот на црвена линија на Facebook. Еве како изгледаме таму. Се разбира, прашањето е дали треба да има посебни критериуми за објектите околу училиштата. Пристигнуваат и првите коментари. Бидете активни, пишувајте, ако така ви е полесно да дадете одговор, став, мислење и доколку не успеете секако да се вклучите во живо во црвена линија. Но ние почнуваме со вас во живо. Па велам добар ден. Добар ден. Добар ден, па да ве слушнеме, еве, според вас дали треба да има посебни пред се критериуми за објектите околу училиштата? Па треба да има, Тина, поздрав до вас и до Телма телевизија. Благодарам. Треба да има чиста храна. А и јас од расипана храна страдам, многу ми се лоши, ми се повреќа киселини од храната. Значи чиста храна, дома имам чиста храна и што и да готов си мијам, свеќе си чистам и така. Само нешто друго сакав Тина да кажам, ако може. Ме слушам. Дали може на Евровизија, сакав да учествувам да пеам на Евровизија за Македонија, од талент сум за пеење, за песни. Верувам дека сте талентно, навистина, со оглед на тоа што редовно не следите и учествувате, не слушате, знаете дека е црвена линија, во поглед на тоа не можеме да ви дадеме насоки. Но сакаме да слушаме и уште еден одговор од вас. Според вас, зошто воопшто се дозволило да дојде до оваа точка? Да работат 15 сендвичари, па и бурекджилници, продавници за храна? Невнимание, Тина, невнимателно нешто. Невнимание некоја. Не внимава толку на местата и кај нас градат продавници без врска. Градат на секаде, но вика таму не смеш тие на брзина ги изградија тие кафичи, бурекджилници на брзина. То треба да има од катастар, тапија. На кое местото, дали е чисто, дали има оние токсични елементи, нафта, бензин, дали е чиста храна, дечињата не може да ја тие имат помали сокчиња, цевичи, помали, дали е чиста од нафта, сулфур, од градот, од... Благодарам, Игор, за вклучувањето во црвена линија. Ве преку вас ќе ги поздравиме и секако сите оние кои што не следат во овој момент
од Битола. На ние ќе потсетиме еве конкретно зашто зборуваме денес со вас. 15 сендвичарници, бурекџилници и продавници за храна во Скопје и уште 8 градови низ државата добија забрана за работа. Агенцијата за храна и ветеринарство откри небезбедна храна, лоши хигиенски услови, нерегистрирани објекти и пропусти кои директно го загрозуваат здравјето на учениците, на децата. Па ние ве прашуваме еве дали оваа акција е доволно за да се спречат поголеми последици, но она централно прашање можеби е зошто воопшто и се дозволило да дојде до оваа точка. Дали сметате дека треба да има посебни критериуми за објектите околу училиштата? Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден, ве слушаме во црвена линија сте. Да, поздрав многу до тебе. Благодарам. Да ти кажам наискрено, ова убава тема сте ставиле. Значи не само околу училиштата, туку и во училиштата што јадат децата. Од каде се набавува храната, нели? Пошто училиштата немаат нивна храна, туку имаат приватни некои што им носат на децата. Значи, сето тоа треба да се провери, ама кој да го провери. И убаво што затворила, ама колку дали пак ќе ги отворат е прашање, колку има тука закон, колку ќе бидат подкупени инспекторите, тука се сомневам. Инаку, не знам да ти кажам, ја некој објект кој ќе го видам, нема санитарен чвор внатре, а продава, да речеме, еве мекици ќе кажам, а продава каде тие луѓе мијат раце, како тоа, у какви услови, како тоа ние го јадеме тоа нешто што ни го даваат. И не можам да го разберам на вистина и каде е таа инспекција и како тоа е отворено уствари, како се добила на времето. Јас кога учев во школа, го имам завршено, какви се дозволи требаше да се направат за да се отворат токму за храна, нели, такви објекти. Сега преку ноќ се отвараат некои, еднаш имам влезено во еден кафице ресторан, како да го речам, уствари ресторан за храна. И случајно морав у тоалет да одам, значи случајно леле Тина на јавно веќе мирисаше. Толку беше страшно. Благодарам за одговорите и споделеното со гледачите во црвена линија. Напомена секако за секој ден од вас кој што допрва ќе се вклучи во црвена линија, имајте во предвид дека време траењето на едно јавување е 90 секунди. Од тие причини црвена линија го објавува тајмерот на екраните за да можете да го координирате времето. Но и ве охрабрувам како и секогаш, ако не ви се доволни 90 секунди, секако можете повторно да го завртите нашиот број 02307-0005 и да добиете нови 90 секунди. Еве, според вас, зошто воопшто еве се дозволило постоење на вакви 15 сендвичарници, па и бурекџилници, продавници за храна кои што работеле со низа неправилности и пред се продавале небезбедна храна, кое што се ова е регистрирано токму од Агенцијата за храна и ветеринарство. Еве, според вас, зошто воопшто се дозволило да се дојде до оваа точка? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Прв пат се јавувам кај вас, ме заинтригира темата. Драго ми е, верувам, не и последен пат. Прво, поради тоа што инспекторите биле лесно подкупливи, па гледале низ прсти сите неправилности што ги уочиле кога излегле на лице место. Второ, вината е кај родителите што дозволуваат децата да одат да купуваат само храна од вакви. Не знаат родителите дали се исправни или не се. Меѓутоа, зошто не им спремаат дома храна? Зошто ги пуштаат да трчаат да купуваат готова? Зошто не им спремаат од дома сендвичи? Затоа што ги мрзи родителите. Па на крајот на краиштата, овие што се несовесни ќе го искористат тоа. Таа немарност од родителите и ќе пласираат било каква храна. И нема да ги праќаат. Зошто да плаќаат да одат на систематски прегледи вработените, да се трошат, кога сето тоа родителите го дозволуваат, а и училиштата го дозволуваат. Конкретно во многу училишта, во просториите на училиштата има продавници. Кој е тој начин? Дали училиштето е профитна организација или образовно-воспитна?
Благодарам за отстапениот простор, пријатно. Благодарам и многу ни е драго еве што бевте заинтригирани и се вклучивте во денешната црвена линија. Секако со вашите одговори и ќе повторам уште еднаш, верувам не и последен пат. Останете и продолжете и понатаму да не следите, а ние продолжуваме со вас, драги мои. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Тоа што е со храната дозволено, тоа е дозволено од инспекторите. Тие треба да се работат своето работно време и да си проверуваат дали е тоа хигиенски или не. Ја бар така мислам. Неодговорност на инспекторите што се за хигиена и дозволување на отварање на такви објекти во кругот на училиштата. Ја барем така мислам. Според вас, еве, дали треба да има посебни критериуми за објектите околу училиштата и какви доколку треба да има? Па треба да има посебни и треба да се знае, треба да се донесе закон за учениците да си плаќаат исхрана и тој што ќе им носи исхрана тамо да се знае кој е тој и да има одговорност за тоа, а не само да носи. Ја мислам дека е све до инспекторите вината. Во секој поглед, тие што се инспектори во општините, тие не се вршат работата како што треба. Идат еднаш месечно кај тој што има дуќанче, си ја намируваат нивната работа и си одат ќе завршат работата. Благодарам многу за споделеното и одговорите во црвена линија. Секако и вам ви посакувам да останете до крај на ова издание на црвена линија и да слушнеме и понатаму. Секој еден од вас, верувам, ќе се вклучи денес во црвена линија, бидејќи зборуваме за една исклучително важна тема. За оние кои што подосна малку се вклучивте, еве да подсетиме дека 15 сендвичарници, бурекджилници и продавници за храна во Скопје и уште 8 градови низ државата добија забрана за работа. Агенцијата за храна и ветеринарство откри небезбедна храна, секако лоши хигиенски услови и нерегистрирани објекти и пропусти кои што директно го загрозуваат здравјето на учениците, односно децата и младинците. Па еве според вас зошто воопшто и се дозволило да се дојде до оваа точка? Добар ден. Ало. Добар ден, ве слушаме. Добар ден, голем поздрав до Тина и до емисијата од Битола. Благодарам, поздрав и до Битолчани. Многу ми е уба темата, затоа се јави, впоредко се јавувам. Ве слушаме, повелете. Јас велам дека најстроги мерки треба да се преземат, поготово за оваа популација ученици. Како приготвуваш дете? Таа е иднината на нашата земја. Како може такво нешто и тие што совест носат? Вели ми се чини оваа анархија што влада и во нашата држава, ја нема никаде. Како ти можеш да му даеш на дете да се затруе? Не знам каква совест луѓето носат. Јас одам често по пазари во Битола и гледам што се работи. Вие немате представа што се работи и што се дава. Значи, стварно, храната е на ша категорија сме дојдени. Многу жално и многу тешко, поготово за децата. Мене ми е страшно жал, јас сум возрастен човек. Не би зела удора да јадам. Дома ќе се мачам како ќе направам во години исто. Ама откупено не. Многу ви благодарам што ме слушате, многу строги мерки за ова. Големо благодарам и вам и секако еве уште еднаш поздрав до секој еден оној кој што не следи од Битола. А ние време секако да се префрлиме онаму каде што можете да земете активно учество во црвена линија преку давање одговори, преку пишување коментари. Па еве го и првиот коментар кој што е на Марко Поло. На прашањето дали треба да има посебни критериуми за објектите околу училиштата, еве што напиша. Да, секако, и не само за околу училиштата, туку за сите угостителски објекти, тоа се процедури, како се обработува храната, кој тип е зеленчук, месо, леп и нејзиното одржување.
Но поголем проблем е што ние немаме континуирана и здрава лабораторија која уште на самиот увоз во Македонија не може да го потврди квалитетот на истата храна и хемискиот состав. Дали има хербициди, пестициди или патогени, кои што се најлоши доколку стигнат до потрошувачите. Доскоро имавме на една граница близу Скопје неколку контейнери со млеко кое беше изложено на радиација и случајно по дојава беше запрено на граница и стоеше со години таму како наводно не се знаел кој е увозникот кој треба да сноси одговорност и трошкови за да го однесе на уништување истото. Пред некој месец имавме вратен зеленчук од Хрватска со пестициди. Таму не прошол, ама кај нас откако Хрватска алармираше, тие веќе го продале 50% и никој не превзеде одговорност за тоа. Благодарам Марко Поло за учеството, коментарот. Продолжете, пишувајте. Ние одиме со вклучување во живо. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија, сте, повелете. Па видете, ова чудо е од порано. Некогаш тоа беше стихиски. Луѓето припремаа храна, некој припремаа храна и ја возеа храната со комбиње, па застануваја пред фабрики, пред училишта, знаеа кога се одморите, знаеа кога е одмор на фабриката, кога е одмор на училиштето и така ја продаваа храната. Сега ова е нешто друго. Значи, таквите комбини јас не ги имам видено сега скоро. Значи, обично хот-догс продаваја, такви работи, кифли и такви лесни работи ги припремаја во домашни услови и ги продаваја. Како работат сега не знам, очигледно се тие луѓе што работат така, значи мимо законот, тие луѓе 100% се толерирани од некој. По се од инспекторите. Сега направија пари што направија, сега инспекцијата, сега ќе ги затвориме. На тој начин се работи. Се се работи така, а закон има за храна. Законот постои за храна, значи не да не постои. Благодарам за вашите одговори, секако за учеството во црвена линија. Останете со нас. А ние понатаму продолжуваме да ве прашуваме дали треба да се случи труење на ученици за да се превземат сериозни мерки. Инаку и дали според вас треба да има посебни критериуми за објектите околу училиштата. И како според вас всушност и воопшто зошто дошло до ваква точка? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Сакам да кажам дека ова сето е пери пари. Токаш кавало то саламите, колбасите, жикопува, сето што помина друг. Таму пребишкуват и как глава, за пронажба. Тоа пери пари. Се надевам дека сте добро. Благодарам за јавувањето. Многу покуси од предвидените 90 секунди. Така да останете да не следите понатаму ако гледате црвена линија. А секако секој ден од вас, доколку сакате да бидете брзо, квалитетно и навремено информирани, ве потсетувам и во рамки на црвена линија редовно да кликате на telma.com.mk. Во однос на она за што зборуваме денес, секако препорачуваме вниманието да го задржите на следниот наслов. Агенцијата за храна и ветеринарство затвори 15 објекти за храна во близина на училишта. 26 работеле без дозвола. Еве како изгледа овој наслов, односно ќе потсетиме дека 15 сендвичарници, бурекджилници и продавници за храна во Скопје, Битола, Велес, Штип, Прилеп, Струмица, Струга, Охрид, кои се наоѓаат во и околу основните и средни училишта, односно таму каде учениците најчесто купуваат храна, добиле забрана за вршење на дејност од Агенцијата за храна и ветеринарство. Па дали треба да се случи труење на ученици за да се превземат сериозни мерки? Дали според вас треба да има посебни особено критериуми за објектите околу училиштата? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Благодарам. Така, за не овој преходниот коментар од Facebook, значи 100%. Но
Со тоа што ние немаме контрола врз увоз, немаме контрола врз квалитетот на таа храна што се увезува. И уште една работа, значи за кој ќе се случи некоја незгодна ситуација, значи тука има повише кривици, меѓу кои што едните е со хранава, а втората е со контролата на храната од некомплементарни луѓе, значи некомпетентни. Тоа ти е инспектор приден во АХВ или во било каде со правен факултет, што нема врска со храна. Значи не соодветни. За да биде нешто во ред, значи контролата е исправка на сите работи. Значи закон како закон трпи промени на хартија и никому ништо не прештет. Него тоа што е на лице место што се случило, тука е проблемот. Така да чувањето на храна јасно има пропишено како се чува, како се одржува. Влезете во една сендвичара, самите ќе се уверите дека во една фретеза не се менува зејтин, него само се дотура, можно и 30 и поеќе дневни. Со тоа што и зејтинот не е зејтин, туку палмина мас. Тоа ви го гарантирам. За тоа што палмината мас еднаш искористена после канцерогена. Благодарам за вашите 90 минути и она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Па, еве, според вас, дали оваа акција е и доволно за да се спречат поголеми трагедии? Прашањето е воедно и зошто воопшто се дозволило да се дојде до оваа точка. Дали според вас треба да има посебни критериуми за објектите околу училиштата? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Да, сакам да се вклучам, ете, случајно гледам. Драго ми е, повелете. Ајде, чекам. Ве слушаме. Намалете го тонот на телевизорот, ете, тоа е многу важно. Да, се извинам. Веќе сум, да, готов го. Добро. Ја гледам со интерес секогаш и прв пат се јавам, да ви кажам. Верувам не и последен пат. И ја верувам. Темата е многу интересантна. Од кога се најавија кои се тие затворени, јас сум многу честен човек и сакам не ради мојата честност, него ради граѓаните, кои се тие, не као бројка да кажувате, него кои се тие затворени, за да знаат луѓето за уиднина, да имаат предвид од каде да купуваат за децата ли, за и така. Значи јавно и персонално да се искажат, а не да бидат како бројка. Може бројка да биде и 100-200 тамо се затворени. На кои локации се, каде се, кои се, не ме уопште интересира, па да биде, не знам, и на времето Макдоналд да биде у позитивна смисла кажано, мада и тој си отиде од тука, јавно и персонално се кажат. Затоа што дефинитивно мора да се реши овој голем проблем. Се извинам. Благодарам многу и драго ми е што редовно и не следите, но овој пат одлучивте и да дадете ваш одговор. Ке кажем уште еднаш, верувам не и последен пат. Дали ова акција е според вас, еве продолжуваме понатаму да прашуваме, доволно за да се спречат поголеми трагедии? А уште може би поголемо е прашањето зошто воопшто и се дозволило да дојде до оваа точка. Добар ден. Добар ден. Добро, и еве секако додека очекуваме ново вклучување, прашањето и дали треба според вас да има посебни критериуми за објектите околу училиштата. Добар ден. Ние секако предност даваме на гледачите во живо, слушаме дека има нешто на линија, затоа продолжувам со на мојот добар ден. Добро. Да не биде само добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Ве чекаме, повелете. Благодарам. Само да кажам кратко. Прво и основно, страшно сум против објекти за храна покрај училиштата. Зошто само ние се уште тоа го практикуваме? Второ,
Против сум за нездрава храна било каде, а ја има секаде, и по рестораните, и во сендвичарите, и во продавниците. И лично може би не е во ред, но јас се сомневам дека сета таа храна што ти е велат навистина се уништува, бидејќи не е ретка појавата да видиме по маркетите, по некои мали малски продавнички, производи со пребришани дати, на рок на употреба и слично. Што се однесува до објектите, дали треба да бидат посебни, лично јас, посебни има услови, и лично сум јас да се донеси закон околу училиштата да нема објекти за продажба на храна. Благодарам, поздрав. Благодарам многу и вам и за одговорите и секако за учеството. Продолжуваме понатаму, сега малку и ќе ве префрлам онаму каде што очекуваме секако да земете учество во црвена линија, но преку пишување коментари. Па еве на прашањето дали треба да има посебни критериуми за објектите околу училиштата, како и на прашањето дали оваа акција е доволно за да се спречат поголеми последици, Кристина Насевска напиша не само околу училиштата, низ цела Македонија. Кристина смета дека треба да има посебни критериуми за објектите околу училиштата. Благодарам, Кристина, а ние продолжуваме во живо со вас. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, во програма сте. Јас верувам дека, еве, особено за оние кои што немате искуство, најверојатно ќе го оставите тонот на телевизорот вклучен и при тоа кога ќе ве превземат од режија нема да знаете дека сте вклучени и дека очекуваме со нетрпение да ги слушнеме вашите одговори. Затоа ве замолувам, имајте секогаш во предвид да ги почитуваме техничките правила. Едноставно е повртењето на бројот 02307 005 веднаш да се намали, односно целосно тонот на телевизорот. Па да видиме дали е сторено тоа. Добар ден. Добро, во продолжение. Добар ден. Добар ден. Ете, ве чекаме со нетрпение. Повелете. Пред малку давав некоја сугестија да се именуваат кои се тоа. Се извинам, ама сакам да вратам една мала историја во еден бивши систем каде што во училиштата имаше ужина. И овој што бришеше таблата со сунгер требаше да оди да земе, да донесе ужина за учениците во основните училишта. Тоа е факт, сите тоа многу добро го знаат. И толку беше организиран тој систем на, ајде да кажеме, на хранење, на сигурност, за кој што до тогаш немало овако труење, ајде да не кажем јавно и персонално, така да се имаше организирано на ниво. Тука не смееше ништо. Се секам кифли и јогурти, што дава, не е важно, се така носе... се дуваше поедок, ручак да. И ужинка, но и денес себе има поедок и ручак и ужинка за оние кои што ќе уплатат во училиштата. Кој ќе уплата? Добро, тука е веќе сосема друга една тема, да. Меѓутоа, во принцип, на вистина не треба околу училиштата да има такви објекти кои што трчаат, нели, по храна и морам да го спомнам да нема ни хладилници, ни ајде не објаснам тоа, веќе тоа виж. Така, благодарам за повторното вклучување. Ете, практично можевме да ви демонстрираме се извинувам преку гледачот дека доколку не ви се доволни оние 90 секунди кои што се предвидени за едно јавување, секако сте добре дојдени повторно и повторно да го завртите нашиот број. Инаку, инспекторите на Агенцијата за храна и ветеринарство утврдили дека 19 оператори во промет ставиле небезбедна храна, додека кај 30 е утврдено дека немаат задоволителни хигиенски прописи за безбедност на храната. Црвена линија денес едноставно ве прашуваме дали треба да се случи можеби труење на ученици за да се превземат сериозни мерки. И еве, дури според вас, зошто воопшто и се дозволило да се дојде до оваа точка? Добар ден. Добар ден.
Добар ден. Еве, ве слушаме во црвена линија, сте повелете. Добар ден, меѓутоа кај мене добро вечер, бајќи стемнето. Добро вечер, нека биде. Да. Вака сега, дали дева слуши труење на учениците, тоа секако не. Да се време мерки треба да се преземат. Меѓутоа како? Не со овие кај нив, како се прават некои си импровизирани, не знам, како се вика това, за скара, за буде целно друго. Зошто, дали државата нема интерес во самите, порано имаме мензи или ние некој, зошто они не направија во кругот на самото училиште да си направат се што треба за учениците и гарантираат самите министерства или ова, а не да им дозволуваат на Чичко, на Батко, на Јанко, на Станко околу училиштата да прават некои си импровизирани, што знам, скарачиски дуќани или нешто, или бурекджи и све. Тука е грешката. Зошто порано сите не страдаме од ништо? Затоа што имаме организирано искрена и имаме 100% гаранција од самите училишти од нас. Благодарам за одговорите во црвена линија. Автоматски се прекинува линијата, ќе подсетам на 90-та секунда, бидејќи тоа е времето кое што е предвидено за едно јавување. Ве префрлам и на профилот на Телма телевизија, каде што редовно црвена линија ги објавува темите за кои што зборува СОСП и таму пристигнаа коментари на прашањето дали треба да има посебни критериуми за објектите околу училиштата и дали оваа акција е доволно за да се спречат поголеми последици. Маријан Илиевски напиша: не, ќе чекаме да потруе деца, па после. А Мирко Габриел напишал едноставно не. Благодарам и на Маријан и на Мирко за коментарите, односно за учеството. Продолжете и понатаму, бидете активни, пишувајте коментари, ги читаме во меѓувреме додека разговараме со вас во живо. Добар ден. Ало, здраво. Добар ден. Што, јас сум? Да, вие сте. Повелете, ве слушаме. Што вака, сите го критикувате социјализмот. Понапред беше болje државни фабрики, пекари, лепа, ципли, што сакаме имаме. Што сакаме имаме, што во тие продавници што беа проверени, се знаеше цената, истакната овој. А сега што е? Што сега само е смената амбалажата. Што ние сега плаќаме амбалажа, што не плаќаме, што да кажеме количество на што на производот. А ние плаќаме амбалажа. Ајде, водно според вас на објектите се разбира околу училиштата, треба ли да има посебни критериуми? Зошто е дојдено до оваа точка да имаме затворени 15 сендвичарници, бурекџилници? Никако не треба да има приватни сендвичари, приватни тоа. Ете, тука е проблем. Тука се прави свакакви малверзации. Ете, тоа е проблемот. Кој ги ним проверуе, мислу? Никој. Што се даде подкупа, што, како е, овој и така поедатони. Па што така? Подкитно во Македонија да се врати социјализмот. Да. Ние сме балканци, што ние не сме за капитализам. Ете така, бидете поздравени, пријатели. Благодарам, бидете поздравени вие и сега го продолжате да ја гледате и понатаму црвена линија. Ке ве навратам секако онаму каде што очекуваме, се разбира, да бидете активни. Тоа е на Инстаграм. На Инстаграм стори на профилот на црвена линија во текот на целиот ден. Анкетното прашање е:
дали треба да има посебни критериуми за објектите околу училиштата. Се уште во теке анкетата, па кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Како одговор има две опции, да или не. А ние продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Добар ден, госпожа Тина. Убав ден, ве слушаме, повелете. Јас сум човек, живеам по Европа. У фамилијата имавме санитарни инспектор, ветеринар, доктор, јас сам радиолог, инженер, сете ствари. Слушайте, то се вика кетелинг. Работеле во авиони, цитирам. Храна мора да биде зимана и праена на едно место, која влегува под голема контрола од брисеви на луѓето што работат до брисеви на децата кои ги уживат тие работи. И сега ќе ви кажем еден пример. Во една држава во Европа, жените прават дома буреци, а буреците ги носат, нивните мажи ги продават во продавница која работи 24 сата. Јас сам пробал таков бурек. Едниот не е ист укусот со другиот. И сега слушате да ви кажам. Тоа е најопасна ствар. Тука има бактерии, се вика салмонела. Салмонелата е јако опасна. Децата се млади. Одат по санитари, одат секаде, не перат раце, не перат тие работи, али овие луѓе што прават такви, тоа е злочин. И затоа Македонија треба да свати. Нека отвори центар. Жал ми е, но правилото е 90 секунди за едно вклучување. Благодарност голема до гледачот кој што зборуваше и даде одговор на нашите прашања. Ајде да видиме што пристигна и на Facebook. На прашањето дали треба да има посебни критериуми за објектите околу училиштата, Лазар Младенов напиша: одговорот е едноставен. Оној момент кога ќе се згази, дали може да го покажеме коментарот? Одговорот е едноставен. Оној момент кога ќе се згази корупцијата, тогаш ќе ги снема и овие аномалии. Така напиша, одговори Лазар Младенов. Благодарам и вам, господине Лазар, за активното учество. А продолжуваме секако со вас. Добар ден. Здраво. Здраво. Слушаме. Одлично, повелете. Па видите, тука се струјање на ученици. Не знам, не да вестите на тимата, работа, ама немам што се случило. А вака на кратко само кажи ми што било работа. Се извинувам, дали зборувате на интерфон? Можно било на интерфон, да. Немојте, еве сега подобро ве слушам. Не, со намера, не. Едноставно, додека барам на интерфон, стојам, а после го исклучам, ама и не се исклучува. Повелете. Што било работа пред ова труење? Кај се десило ова чудо? Не сум гледал вести денеска, цел ден сум на Па еве, 15 сендвичарници, бурекджилници се затворени, што поради лоши хигиенски услови, небезбедна храна. Па еве, според вас, зошто воопшто е дојдено до оваа точка? Затоа што све било раскалашано. Ама види сега, ова ја го третирам онда како одвраќање на вниманието на други работи што не се случуваат. Значи, сега овдека не е посочено дека некаде се затруле деца, така? Направени се контроли. Ама контрола е контрола, дали некој се затрул, тоа е битното. Значи, ја да ти кажам искрено, оваа власт изиграва колку е строга, колку она ќе ја заврши работа, ќе не спаси од трагедијата што не очекува со тоа што ќе станеме бугари. Ова е одвраќање. Многу ми е жал, 90 секунди очекува, но гледачот знам дека редовно и не следи, се вклучува и ќе го посетам што поскоро повторно да го заврти нашиот број, но овој пат да зборуваме преку телефонска слушалка. Тоа е правило секако технички аспект кој што треба да го практикувате секогаш кога треба да направиме интеракција, вклучување во живо. Па така е и за црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот и не користете спикерфон, интерфон или така натаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се јавувам од село Горно Коњари.
Поздрав до вас. Во врска со нашето школство, би сакал да кажам на времето, јас учев во едно село, се вика село Винци. Тогаш во моето време бевме околу 250 ученици од 4-5 села и собрани во едно училиште. Одевме на училиште кој по 3 километри, кој 4 километри пешки одевме. Меѓутоа имавме такви убави наставници, способни наставници да успева на сите да ни удостојат. А што се однесува во врска со исхраната, од дома, евентуално со некој јајце варено, со нешто што било, или пржена кришка и по пат ке го изедеме. И едва чекавме да дојде големиот одмор, кај што имаше еден чичко трајче кој што вараше со казан и млеко и фурната беше тука, едва чекавме да дојде големиот одмор. Никогаш не памтам за тие 8 години додека учев во село Винци да се случило некое тровање или нешто. А бевме, да не речам, ама од сите тие кои што завршивме додека постоеше тоа училиште таму, сите од време на време се сретнувавме и бевме страшно образовани ученици, некои инженери, некои техничари. Благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Останете со нас. А ние понатаму ве прашуваме, дали оваа акција е доволно за да се спречат поголеми последици, зошто воопшто се дозволило да дојде до оваа точка и дали треба да има посебни критериуми за објектите околу училиштата. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Сега кога ве слушаме, повелете. Ја ќе почнам со критериумите, да не ми избега времето. Значи, прво ќе речем вака, објектот каде што се дели таа храна треба да има строго, значи хигиенски услови, да има што се вели фрижидери добри, да има вода, да има санитарен чвор, да е внатре перфектно чисто, со здравствени книжки, со сите тие салтанати и значи храната која се набавува да биде од познат производител, односно од добавувач. Тогаш нема да има се. Меѓутоа, ако не обрнува внимание на сето тоа, треба значи строго казни. Минимум 15 дена да биде затворен, значи сендвичарата, оној кој што не ги почитува тие правила. Ако втор пат му се случи да биде затворен објектот, значи цел месец, и третиот пат ако се случи истото, никогаш да му се стави забрана, да не може никогаш да служи храна, посебно на деца, кои што се најнежни, што се вика, најнеотпорни во однос на повозрастните. Ако сето тоа се почитува, верувајте дека ќе биде далеку подобро. Додека моите деца кога учеа, никогаш не сакаат да земаат храна од тие сендвичари што беа во школото, до школото, се вика тато, мамо, припреми ми од дома сендвич, за тој одмор ја додека чекам тамо да го купам сендвич, ја ќе се најадам, ќе го соберам чашавчето и ќе бидам спремни женски беа, ќе бидеме спремни за наредниот час. А вака децата додека дојдат на ред да земат, почнува часот. Благодарам за учеството во Црвена линија. На прашањето дали треба да има посебни критериуми за објектите околу училиштата, еве што напиша Тихи Дон. Дали воопшто некој проверува каква храна јадеме? После се чудиме како толку болни има. Да, треба да има посебни критериуми, не само за објекти околу училиштата, туку и за маркети и угостителски објекти. Во многу објекти за храна има бубашваби и глувци, а во некој, како во ГТЦ долу во подрум, шетаат и птици и мачки. Благодарности до Тихи Дон. Да ве слушнеме, се уште траеме понатаму. Еве, кажете ни во Црвена линија, според вас, зошто воопшто се дозволило да дојде до оваа точка? Добар ден. Добар ден. Убав ден. Сега кога вие сте ве слушаме. Страхомија има затоа, нешто ми е чудно. Значи, и во Југославија беа сите приватни сендвичарите, ќе го спомнам всичко кој другите да не ги спомнувам, па сите јадешме, значи, овако тие сме ние простори генерации и после на што се, значи ги памтиме тоа и секој пат имало значи приватни сендвичари. Така да вие ова не може да се исклучи. Меѓутоа контролата да треба да биде на врно ниво и многу честа.
Значи, non-стоп треба да се прави на неколку дена да се прави контроли. Треба да има повеќе инспектори, но нормално да бидат од гранката што знам таму хемичари, што и како и не иде тие да прехрана кои се. Значи, треба да бидат стручни, не да биде обичен јати и било кој, и да се прават многу чести, меѓутоа вие не можете да ги затворите. Тоа тако нешто не може да се случи, дека секој пат имаво и ќе има. Меѓутоа, многу е важна контролата да се гледа кој, што, во какви услови и нормално, како што рекоат, каде се носи, ајде да речем место или што е таму буреци, и бурекот, молим те, зашто тоа палмино масло? Па тоа палмино масло да пуштува крвни садови. И што правиме ние сега? Луѓето е после се чудиме болести, пак има болести. Значи, зашто палмино масло имате еден куп други, што се прави бурекот, што се јадеме на времето бурек без палмино масло, да не знам зашто се овакво нешто и после луѓето биле болни. Благодарам и вам за споделеното со гледачите во Црвена линија. Дојде времето да ги погледнеме рекламите. По рекламите секако потсетуваме дека денес со вас говоревме околу затварањето на 15 сендвичарници, бурекджилници и продавници за храна. Не само во главниот град, туку уште и во 8 градови низ државата, кои што воедно добија и забрана за работа. Агенцијата за храна и ветеринарство откри небезбедна храна, лоши хигиенски услови, нерегистрирани објекти и пропусти кои директно го загрозуваат здравјето на учениците. Секако од агенцијата посочуваат и дека ова нема да биде единствена акција, туку агенцијата ќе продолжи со вонредни инспекцијски контроли на целата територија на државата на сите оператори со храна кои што произведуваат, увезуваат, препакуваат секаков вид на храна. А што се однесува до анкетата, секако во текот на целиот ден беше активна. Ако не сте меѓу оние кои што не следат на Инстаграм, време е да го сторите тоа сега. Заследете го нашиот профил на Facebook Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. И на Инстаграм стори, еве денес на прашањето дали треба да има посебни критериуми за објектите околу училиштата, еве што одговорија оние кои што не следат таму. Со да одговорија 95%, со не 5%. Благодарам за секој ден од вас кој што даде учество во ова денешно издание на Црвена линија. Секако и во утрешното издание ќе ве ставиме пред нов предизвик во кој што верувам дека ќе земете активно и големо учество во Црвена линија. Ве потсетувам, информирајте се на telma.com.mk, кликајте и секако не го менувајте каналот. Она што следува е директно со Младен Чадиковски. Од мене довидување до нашето следно видување.